Сега ќе продолжиме со темата за серафимите, крилатите суштества. И на самиот почеток би сакал да ве воведам во значењето на овој назив, на ова име. Што значи зборот серафим? Освен што значи за мнозина во христијанската историја, го претвориле во машко име. Денес не многу често, но се уште постои презимето барем, серафимовски, нели, и така натаму. Но серафим е само множина, еврејска множина, од машки род, за еднината која што се вика сераф. Само во еднина е сераф. И херувим е множина. Херувимите множина. А во еднина е херув. Еден. За еден таков. Херув или сераф. Но именката сераф потекнува од еврејскиот глагол сараф, што значи горење, да гориш нешто, или пламен, или кај бугарите постои машко име Пламен. Запознав еден таков во Калифорнија. Во црквата на Лунар Анđеловиќ имаше еден бугарин, Пламен. Кај нас е по-вообичаено македонско име Огнен. Иако не знам дали се среќава кај помладиве генерации. Дали го даваат се уште тоа име. Од каде потекнуваат овие имиња? Огнен, Пламен, латинската верзија Игнатиус, Игнасио, шпански, италијански, Игнације, Игнацио. Од ангелите, од огнените суштества. Конкретно серафимите. Овој глагол, еврејскиот глагол сараф, или придавката која што се формира од тој глагол, се среќа во Библијата на повеќе места, во различни контексти, но секогаш со значење гори, горење, изгорување, оган, а понекогаш и фигуративно. Например, змиите, како се наречени во нашиот превод, змиите, во Броеви, 4 книга Мојсеева, 21 глава, што ги касаа израелците во пустината. Огнени, како се наречени во нашиот превод? Ајде проверам, баш ме интересира. Лути змии. Гледам Константиново користи тој израз лути или лутици. Ние велиме лута змија. Иако змиите не се лутат. Се лутат змиите. Жените се лутат, не змиите. Но таков е изразот. 21.6. Броеви, 4 книга Мојсеева. Како е споменато таму, овде во овој превод, тука само отровни, а Константинов е лути, така? Лути, да, Константинов го користи често тој израз. Лута, лутица. Да отвориме во Исаија, или кога сме веќе тука, ајде отвориме во... дека одиме во Исаија прво. Исаија 14,
29, 14 глава, 29 стих. Да, 14 глава, 29 стих. Тука се споменува нешто слично. Немој да се радуваш, земјо филистејска, дека е скршен жезолот кој те поразуваше, зашто од змискиот корен ќе излезе, овој превод вели отровница, Константинов вели лутица, и плодот нејзин ќе биде крилатиот змеј, или змејот што лета. Еве го и крилатиот змеј, но сега нема така да се вика проповед. Доста со крилатите. Сте виделе крилат змеј? Само во филмовите. Бидејќи сега се одамна изумрени суштества. Како ги викаат крилатите диносауруси. Да продолжиме со 30 глава, 6 стих, повторно Исаија. Значи, кај што вели лута змија, како што е во духот на македонскиот јазик, секаде во еврејскиот оригинал се употребува истиот. Сараф, сераф, огнен, огнено. Или кај нас само некои ајвари се така наречени. Оган луто. Значи имаш блак ајвар, имаш луто и оган луто. Има и такво, нели? На етикетите. Многу луто. Огнено. Огнено луто. 30 глава Исаија 6 стих, повторно за змијата. Пророштво за жителите од Негев, ова е пустината во јужен Израел, натоварени животни одат кон југ, по земјата на маката и бедата, од каде што излегуваат лавови и лавици, змии и змејови што летаат, повторно. Вижте, во времето на Исаија имало диносауруси. Змејови што летаат. Тие ги носат на грбот на магарињата своите богатства и врз грбовите на камилите своите ризници кон народ кој нема да им донесе полза. Па, ако ништо друго, во пустина се очекува да има змии. Овој ист глагол се потребува во друг контекст и како горење буквално. Например, да отвориме она интересно пророштво, прва книга Царевите, 13 глава, 2 стих. Се сеќавате на безимениот, анонимниот Божи пророк, кој што прорече нешто што ќе се случи 300 години, над 300 години подоцна. Пророштвото за реформата што ќе изведе побожниот цар Јосија во Израел, во Јуда, и како тој ќе го сотре идолопоклонството на Божиот народ. Прва Царевите, 13 глава, 2 стих. Значи, во времето на Соломоновиот син Ровоам и неговиот соперник од Северното царство Јеровоам, колку за подсетување, за да не одат израелците од север во Ерусалим, да му се поклонуваат на Господа во храмот, Соломоновиот храм, за да не случајно се одметнат од него, па станат слуги на јудејскиот цар, на Јужното кралство, Јеровоам одлучил да ја смени религијата на Северното царство и да воведе идолопоклонство. И повеќе да не се оди во Ерусалим. Чисто политички мотиви.
И тогаш се појави безимениот Божи пророк, анонимниот, кој што го прорече следното. Во првиот стих се вели: и ете, според словото Господово дојде еден Божи човек од Јудеја во Ветил, во она време кога Јеровоам стоеше пред жртвеникот за да прекади. Самиот цар Јеровоам ја вршел идолопоклоничката служба на паганскиот жртвеник. Вториот стих: и произнесе кон жртвеникот слово Господово велејки. Божиот човек му се обратил на жртвеникот, не на луѓето. И му вели: жртвенику, жртвенику, вака вели Господ, ете во Давидовиот дом ќе се роди син по име Јосија. Овој превод дури го наведува еврејскиот оригинал Јошијаху, Јошијах, најверојатно. Тој ќе ги принесе врз тебе на жртва идолските свештеници, што кадат врз тебе, и ќе изгори врз тебе човечки коски. Какво страшно пророштво. Тој глагол изгори е истиот што се наоѓа во именката Серафим, или еврејскиот глагол сараф, или придавката сараф. Да гориш, да изгориш нешто. Да се навратиме во Левитската книга или трета книга Мојсеева, каде што се зборува за господовите жртви, пропишани во Стариот Завет. 13 глава, 55 стих. Левитската книга или трета книга Мојсеева, 13 глава, 55 стих. Се вели: ако по миењето свештеникот види дека заразеното не го изменило својот изглед, тоа се работи за процедурата за утврдување на лепрозен човек, па дури и ако не се расширило, тоа е нечисто. Треба да се изгори на оган. Тоа е изедено од лепра, од опачината или од предната страна. Да се изгори на оган нешто што било лепрозно или заразено од лепра. Но не луѓето, туку некој дел од облеката или парче месо, било што храна. Да се изгори. И уште еден текст. Во сите овие текстови се употребува истата именка, односно глагол сараф, да изгори, да гори, или како придавка огнен, од каде што потекнува името на серафимите. Сега во Излез, втора книга Мојсеева, 32 глава, 20 стих. Втора книга Мојсеева, 32 глава, 20 стих. Кога Мојсей му направи што на телето, израелското теле. 19 стих вели: и кога се приближи до логорот и го виде телето и игрите, се разгневи Мојсей, па ги фрли од раците своји обете плочи и ги скрши во подножието на планината. Која смелост! Ги скршил плочите на Божиот завет со 10 Божии заповеди. Зошто? Зошто толку силен гнев?
заради отпадот на народот. И потоа го зеде телето што го беа направиле. И што му направи? Златното теле. Го изгори во оган и го претвори во прав. И правта ја истори во водата и им даде од неја да пијат синовите на Израел. Сакате да се напиете вакво нешто? Која е казна? Вода помешана со правот од пепелта на изгореното златно теле. Што би помислил некој благајник од типот на Јуда Искариот? Бреј колку многу злато се упропасти. Колку многу злато отиде бадијала. Да. Но требаше да биде изгорено. Бидејќи се што е проклето, треба да биде изгорено. Се што е проклето, проколнато. Тоа на своја кожа го осети кој израелец во Ерихон, што се полакоми да зеде, да си зеде златна шипка, да си ја заштеди, додека Божјата заповед беше се да се уништи, се да изгори. Царот Саул, се сеќаваме, Божјата заповед беше да биде истребено се од амаличаните. Цел народ, и жени, и деца, и стоката, добитокот нивен, се да биде истребено. Да, значи кучињата. А Саул што направи? Да, ги поштеди убавите, згоените телиња. Па потоа се изговараше, потоа ја префрли вината на народот пред пророкот Самуил, дека народот сакал така, значи демократија, како и Пилат, кога сакал да се ослободи безуспешно секако од својата одговорност, се послужил со демократија. Народот така гласаше. Меѓутоа, рацете си ги изми, но вината не можеше да ја измие со сапун. Вината му остана. Демек народот сакал најдобрите телиња, овци и кози да бидат заштедени, за да му се принесат на Господа како жртва. Но Господ не сака проклети пари, проклети дарови и било какви проклети жртви. Тоа не е жртва. Ако не било од мој джеб, тоа не е жртва. Тоа било на непријателот, неговиот плен. Неговиот плен да го принесувам на жртва, тоа не е моја жртва во тој случај. Мене ништо не ме чинело, ако тоа го принесам на жртва. Така заврши и златното теле со оган. Огнените суштества, замислете, имаат таква природа. Каква е таа природа? Ангелската природа. Каков е овој оган? Или мијатата сабота читавме за костариканецот што имал средба со едно светло битие. Така ли беше? Или огнено битие. Колко е тоа различно од она што сме навикнале да го гледаме во овој паднат и смртен свет.
уште во Едемската градина, по бркањето на нашите родители од таму, Господ постави што? Да го чуваат влезот во рајската градина. Што постави? 2 херувима. Какви се тие огнени мечеви? То не е меч, буквално. Како што тоа не се крилја буквално од пердови нешто направено. Туку така е наречено, затоа што така нам ни личи. Така нам ни изгледа. Меѓутоа ние не знаеме ништо повеќе за ангелската природа и за деловите од нивните тела, односно форми. Во секој случај, страшно нешто. Страшно за гледање пред се. На оваа тема, само од списите на Елена Вајд, имав најдено над 300 различни цитати, кои што кога би требало да се читаат сите, би требало многу саботи да се трошат на тоа. Но ќе прочитам само еден и само од позната и достапна книга, токму од пророци и цареви, коментарот во врска со Исаија 6 глава, главата во која што директно се споменуваат овие битија, серафимите. И во кој контекст се споменуваат. И тука барем малку од малку може да разбереме која е нивната улога и функција. Бидејќи кај херувимите се споменуваат во кој контекст? Тој друг вид на небесни суштества, созданија. Пример, самиот Сатан е опишан како ангел, како херувим. Засолнувач, што значи тоа? Значи, двајцата ангели, и така и му било заповедено на Мојсей, од едната и од другата страна на ковчегот да изваја златни ангели, а херувими конкретно му е речено. Ја засолнуваат Божијата слава, колку па е блескава Божијата слава, за да некои славни, самите по себе огнени и славни суштества, треба неизе да ја засолнуваат. Може ли тоа воопшто да се го замислиме, како тоа изгледа? Но, значи, херовимите ги среќаваме како стражари пред рајската градина на почеток и како засолнувачи на Божијата слава, што повторно значи некој вид стража. Бидејќи не можеш да му пристапиш директно ниту на заветниот ковчег, на Божиот престол, тој е опколен со херувими. Значи, имаш кордон стража, немаш директен пристап. Но која е функцијата на серафимите, барем од она малку штуро како податок што го наоѓаме во Библијата? Да го отвориме уште еднаш тој текст во Исаија 6 глава. И тука ќе извлечеме некои поуки за нас, особено за нас денес, кога стравопочита, па и побожноста воопшто е на најниско ниво од било кога порано. Исаија бил млад пророк во тоа време, на самиот почеток на својата пророчка служба. Значи, 6 глава е пред 7, значи пред знакот. Со тоа и започнав пред 2 саботи, со пророштвото за Емануел, Господовиот знак, што му бил даден на плашливиот и неверниот Ахаз, и џабе што му бил даден.
Тој повторно сакал да се потпира на Асирија, кума Лиса, да му го решава проблемот. 6 глава е пред тоа. И во 6 глава Исаија ја опишува својата прва визија, значи своето прво видение на почетокот на неговата пророчка служба. Јас се сеќавам на мојата прва проповед. Јам многу, еден куп проповеди од минатото имам испозаборавено, на првата се сеќавам. Од јуни месец 93 година. Значи пред 31 година. Ова била првата визија на Исаија. Пред тоа може да примал само аудио пораки, Божиот глас, Словото Господово, но ова било визијата. И 6 глава започнува со зборовите: во годината кога умре царот Озија. Инаку цар, еден од безбожните цареви на Израел, кога самата болест од која што умре му беше испратена како казна за неговата безбожна дрскост. Но дури во годината кога тој цар умрел, а долги години пред тоа боледувал, јас го видов Господа, вели Исаија, седнат на престолот висок и издигнат, а полите на облеката негова го исполнија целиот храм. Значи Исаија видел храм. Кој храм? Небесниот храм. Да, постоел Соломоновиот храм на земјата, но го видел, во видение го видел Господа во небесниот храм. Небесната црква. Неракотвореното светилиште. Шаторот кој што го подигнал Господ, а не човек. И Господ седел во својот свет храм и вели полите од облеката негова. Која облека? Господ носи облека, облечене. Тоа е Божјата слава. На други места кога читаме уште во времето на Мојсей, кога Божјата слава го исполнила целото светилиште, значи не само тамо кај што бил во светињата на светињите, понекогаш целото светилиште било исполнувано со Божјата слава и заради тоа службата на свештениците, што требало секој ден да ја вршат во првото одделение, била прекинувана. Тогаш кога Господовата слава го исполнувала целото светилиште. Па дури излегувала и надвор од светилиштето и се гледала видливо пред народот. Тоа биле ретки сцени, освен кога требало да се даде сигнал за спакување и поход, значи да тргне народот во движење, тогаш Божјата слава ја напуштала цела скинија, целиот шатор и се кревала високо да ја види цел народ во облик на облак дење, а огнен столб ноќе, и да го води народот, таа видлива Божја слава, преку пустината. Но кога израелците стоеле на место, односно логорувале, тогаш Божјата слава била само во светињата на светињите. Освен во случаеви кога го исполнувала целиот шатор, значи и двете одделенија, и тогаш била прекинувана Божјата служба, или во случаеви кога дори излегувала надвор. Во времето на пророкот Еремија, кога пред да биде уништен Соломоновиот храм, пред да се случи Вавилонската инвазија, Божјата слава Шекина го напуштила видливо храмот. И ерусалимците можеле да ја видат како го напуштила храмот и како едно време лебдела над Маслинската гора.
Тоа му некој на Господа изгледа омилено ритче. Маслинската гора. И израелците можеле да ја гледаат пред да се вивне уште повисоко на небо и на тој начин да покаже дека ги напушта. Ги напушта. И в првиот храм, Соломоновиот храм, подоцна беше, кратко време подоцна беше уништен од вавилонските војски. Истиот Господ во човечко тело, многу векови подоцна, од каде се вознел, од каде ја напуштил нашата планета и конкретно својот народ Израел од Маслинската гора. И нему таму беше омилено место за престој, кога бил таму во и околу Ерусалим. Продолжува Исаија, да се вратиме на неговата визија. 4 стих вели: и се разниша горништето на вратите од гласот на оние што вика, и домот се исполни. Чекај, јас малку забегав, се извинувам. Значи, ја го прочитав само првиот стих претходно. Вториот стих. Значи, вториот стих. Околу него, значи околу Божиот престол, стоеја серафими. Значи, кога би го слушал на ова или би го прочитале прв пат како евреи, значи огнени битија. Така би го сватиле. Така би го прочитале. Огнени суштества. Секој од нив имаше по 6 крилја. Со 2 секој го криеше лицето свое. Со други 2 ги криеше нозете своји. А со само 2 леташе. Што сака да покаже ова слика? Денес мнозина, мажи и жени, и во црква кога идат, не ги кријат своите нозе. Јас сум видел денес и мажи некои си дозволуваат по кратки панталончиња преку лето особено да влезат тука во молитвениот дом. Во кое време живееме, замислите. Но зошто ги криеле своите лица? Огнени суштества го криеле своето лице. Зошто? Од славата. Не затоа што тие биле грди, неубави лица, па да ги криеме. Затоа што нешто многу по-славно се наоѓало пред нив. По-блескаво, по-огнено. Нешто што не било можно да се гледа. Се сеќавате една илустрација, памтам, исто од 92 година, од одамна покојниот пастор Самуел Моние, кога ја држеше евангелизацијата во универзална сала. Благојче која беше бебе. Се сеќавате, он кажа една ваква илустрација. Еден човек, неверник, атеист, веројатно, побарал од друг човек кој што бил побожен верник. Не се сеќавам на деталите, но ја така ги опишувам. Покажи ми го Господ, покажи ми го тој Бог во кој што веруваш. Сакам да го видам. И верникот му одговара на неверникот: јас не можам да ти го покажам Господ, меѓутоа ќе ти го покажам неговиот амбасадор. Па ти пробај да го видиш него, па ако успееш ако можеш да го гледаш, пробај, после свати дали ќе можеш лично Господа да го гледаш, ако е тешко да гледаш во неговиот амбасадор. Кој бил амбасадорот, се сеќавате? Сонцето.
Пробај на пладневно дневно сонце да гледаш со отворени очи директно во него. Колку долго? Убава илустрација. Но тоа се само наши земски примери од сегашниот материјалниот свет. И сега продолжуваме. 3 стих. И вика еден кон друг и велеа: свет, свет, свет е Господ Саваот. Што значи ова Саваот? Се сеќавате? Над војските, да. Господ над војските. Свет, свет, свет. Уште раните црковни оци рекле и со право дека ова 3 пати свет, свет, свет се однесува на тројството. Целата земја е полна со неговата слава. И 4 стих, и се разниша горништето на вратите од гласот на оние што вика, а домот се исполни со дим. Чад. Мисле, кога ние читаме вака дим, чад, која слика ни се ствара во умот? Значи, нешто што гори, па чад, нешто црно, јаглероден моноксид. Не е тоа. Не е тоа. Туку ова било нешто што пророкот го исполнило со голем страв. Иако ова е само визија, ова не е реалност, што Исаија не бил реално присутен во небесниот храм. Ова било само визија. И реков, 5 стих, тешко мене, зашто сум човек со нечиста уста. Видите, ова пророкот го вели. Не јас. Пророкот Исаија го вели. Зошто? Што мислите, пророкот Исаија до тој момент пцуел? Вака, надвор кога се шетал по улиците на Ерусалим, например. Пример, ако случајно се сопнал од нешто и си ја удрил ногата, ке опцуел? Не. Тој бил пророк Божи. Но зошто рекол дека е човек со нечиста уста? Какво било тоа чувство за себе си? И живеам среде народ исто така со нечиста уста. Зошто прво тука помислува на устата негова? Што е толку битна устата на пророкот? Што е толку битна устата на проповедникот? Пророкот се наоѓал на почетокот на својата мисија. Да. На почетокот на својата мисија, на почетокот на својата пророчка служба и од видението на Божијата слава се почувствувал толку грешен, толку недостоен, што едноставно се чувствувал и очајно безпомошен да воопшто послужи на Господа како пророк, да воопшто ја исполни својата служба, својата мисија. Би сакал да прочитам и со тоа ќе завршиме. Да го прочитам само коментарот на Елена Вајд во книгата Пророци и цареви. Тука се вели дека Исаија се дава мал приказ за тоа на кое место, каде се наоѓал пророкот Исаија кога го добил ова видение. Дали знаете каде се наоѓал? Елена Вајд вели, со такви мисли се занимавал Исаија додека стоел во тремот на храмот. Значи,
како и Исус во бањата Витезда, многу векови подоцна. Исаија се наоѓал на пат, така да речеме, да влезе во земскиот храм, во Ерусалим, во Соломоновиот храм. Тремот, значи, предворието, околината на земното светилиште, Соломоновиот храм, во негово време. Соломоновиот храм е прогласено едно од античките 7 светски чуда. Според духот на пророштвото, најубавата градба што било кога постоела на планетата Земја. Замислите. И 2 пати била рушена. На пат да влезе во храмот, тука Исаија се стаписува, бидејќи тука, додека стои, ја прима визијата за небесниот храм. Значи, на пат да влезе во земниот храм, ја прима визијата на небесниот. Значи, замислите да ви се случи вакво нешто. Сабота сабајле, доаѓате в црква, се качувате по мермерот, од напред ако влегувате, по скалите, и тука одеднаш стаписани. Одеднаш визија, видение за нешто што не е од овој свет. Одеднаш вратите и внатрешната завеса од храмот се отвориле и му било дозволено да фрли поглед внатре во светињата, во која ни пророковата нога не смеела да стапне. Зошто не смеела да стапне? Дури ни пророкот не смеел да стапне. Кој смеел да стапне внатре во храмот? Во првото деление, свештениците, сите свештеници, не баш сите, они што биле по распоред тој ден за служба. А во светињата на светињите, каде што бил Господ со видливо присутен со својата слава, само просвещеникот, но некога сака тој, само еднаш во годината, само на Јом Кипур. Само еднаш годишно, а во другите денови ниту тој. Пред неговите очи во видение му се покажал Бог како седи на висок и возвишен престол. Значи, Исаија физички очите му се во правец на внатрешноста на земскиот храм, Соломоновиот храм, каде што Господ исто бил видливо присутен во првиот храм, со својата слава, шекина, во светињата на светињите, но сега во видение му се отвараат очите на пророкот, за да види што има внатре, физички тоа не можел да го гледа, никој, и да гледа што се случува, да ги гледа и оние нешта, и оние битија, што го обкружуваат Господа во небесното светилиште, кои што се невидливи, кои што биле и во земското светилиште, но се невидливи за човечки очи. Пред неговите очи во видение му се покажал Бог како седи на висок и возвишен престол, а скутот на неговата слава, Илна Вајд потврдува дека не се работи за буквална облика, го исполнувал храмот, целиот храм. Од двете страни на престолот лепделе серафими, служејки пред својот Творец со покриени лица, сложно и свечено извикувајки: Свет, свет, свет е Господ на двоинствата, сета земја е полна со неговата слава. Се чинело дека столбовите и кедровата врата од земскиот храм треперат од нивните гласови и целиот храм бил исполнет со фалбопење. Замислете. Да го видите земското светилиште, но со такви сцени, какви што се случуваат, реално се случуваат во небесниот храм.
Сакате така? Сакате некоја сабота да дојдете на богослужение, само што кога ќе влезете, кога ќе поминете низ вратата, вие очекувате да ја видите оваа сала, Адвентистичката црква, и очекувате една сабота како многу други, што тука биле и поминеле. А наместо тоа да се фрапирате, да забележите сцена на богослужение, какво што се одвива во небесниот храм. Сакате така? Како ќе реагираме ако доживееме такво нешто? Како ќе реагираме? Тоа е прашање за размислување. Дали би сакал да влезам? Дали би имал храброст да влезам, да присуствувам? Макар и на магарешката клупа. Дали би имал храброст да сакам да влезам и да бидам воопшто присутен на тоа место? Или попрво би искочил надвор? Или може и од надвор? Може и преку звучникот? Или може и дома? Преку интернет? Како ќе ни биде тогаш? Што ќе ни биде тогаш по-комотно? Да влеземе, да бидеме тука присутни? Или може и надвор, може и дома, преку интернет? Само не знам дали ќе функционира интернет. Кој ќе врши пренос? Кој ќе биде тука за да врши пренос, ако е така? Ке треба некој Серафим да ја превземе таа должност. Кога Исаија го согледал откровението на славата и Господовата величенственост, бил целиот обземен со чувството на Божијата чистота и светост. Каква општа спротивност помеѓу ненадминливото Божјо совршенство и грешниот живот на оние кои заедно со него се вбројувале во избраниот народ на Израел и Јуда. Значи, Исаија веднаш направил контраст, го доживел тој впечаток, помеѓу светоста Господова и неговите слуги, неговите министри, неговите свештеници. Кои се Господовите свештеници во небесниот храм? Од една страна, и не некој пагански народ, туку избраниот народ со своето левитско свештенство, од друга страна. Тој контраст. И затоа извикал: тешко мене, пропаднав, зашто сум човек со нечисти устни, живеам во народ со нечисти устни, затоа што моите очи го видоа царот, Господ над војските. Со малку допира и до нашата тема од средата. Зошто се исплашил Исаија од самото видение? Зошто вели пропаднав? Зошто тешко мене пропаднав? Што сакал да каже со тоа? Се самиот кажува што е причината. Зашто моите очи го видоа царот, Господ Саваот или Господ над војските. Зашто што било толку страшно да го видиш Господа? Атеистите како избезумени бараат: дај да го видам. Да го видам, па ќе поверувам. А Исаија се исплашил, за себе се исплашил. Откако го видел, иако не го видел физички, лично, туку само во видение. Што било толку страшното? Па сега ако даде Господ, малку повеќе за тоа следната сабота. Колку за подсетување, да не остане недоречено. Бидејќи Господ уште на Мојсеја што му рече? Не може човек да ме види мене, односно лицето мое, и да остане жив.
Добро. Ке видиме. Во секој случај, Исаија, а и Мојсей, и целиот избран народ е народ составен од грешници. Така. Сега за сега тоа е контекстот. Затоа тешко мене, бидејќи сум човек со нечиста уста и живеам среде народ, исто така со нечиста уста, а сепак моите очи го видоа царот. И сега што? Го видов Господ, а јас сум нечист. Јас сум грешно створење. Јас сум од овој свет. И се исплашил дека пропаѓам, умирам. Тогаш долета до мене еден од серафимите со разгорен јаглен во раката што беше го зел со клешти од жртвеникот. Просто ова е визија. Не постојат клешти на небото, произведени од железара или не знам. Или од некој ковач, антички ковач. Ова е видение. Или во видението на пророкот Даниел, Господ е старец, таму е прикажен Господ како старец. Со бела коса, стар, дамнешни. Не, тоа е видение, тоа е символ, тоа е начин на кој што Господ самиот избрал така да се представи. Не дека он е таков. Но, сепак и од ова видение, значи самата визија била страшна за пророкот Исаија, како човек, грешник, од овој свет, потомок на паднатиот, грешниот Адам. Но Серафимот, значи Божиот свештеник, Божиот слуга, Божиот министер, кој што е безгрешен и свет, и огнен, и бесмртен, Серафимот го допре разгорениот јаглен до устата моја, вели Исаија во 7 стих, и рече: ете, тоа се допре до устата твоја и твоето беззаконие се оттргна од тебе, гревот твој се очисти. Што го очистило Исаија? Ова било само видение. Значи символика. Колку и да е самата символика, самата слика, самото видение е страшно. Во суштина тоа што го очистува Исаија е Христовата крв. Тоа што го очистило него и сите израелци и уште во Стариот Завет, тоа е Христовата крв. Бидејќи од животинска, од телешка и јарешка крв не се чистат гревовите. Само Христовата крв можела да очисти. Само неговата совршена жртва може да оправда и да не спаси. И дури после ова искуство Исаија може да ја започне својата пророчка служба. И тогаш се пријавува, кога Господ прашува кого да испратам и кој ќе отиде за да го пренесе Словото Господово. Тогаш Исаија охрабрен рекол: еве ме мене, испрати ме мене. Но кога го рекол? Откако вака бил очистен. Пред тоа дали го кажувал тоа? Не, пред тоа се исплашил дека ќе пропадне, дека ќе го загуби и земскиот и вечниот живот. Се исплашил за душата своја. Го видов Господ, јас нечист, јас грешник, јас никаков. Оној пред кого серафимите ги кријат своите лица за да не го гледаат. Безсмртните и безгрешни министри во неговото светилиште. Само да довршам уште со следниве зборови од Елена Вајд. Стоејќи тука при полна светлост на Божијата присутност во внатрешноста на светињата, тој сватил дека нема да биде во состојба да ја изврши должноста за која е повикан. Ете што сватил. Не сум достоен. Не сум квалификуван. Ако биде препуштен на својата несовршеност и неспособност. Меѓутоа, еден серафим бил пратен да го тргне неговото очајување
и да го подготви за значајната мисија. Жив јаглен од олтарот му бил ставен врз усните со зборовите: еве ги допре твоите усни, беззаконието ти е симнато и гревот очистен. Тогаш се слушнал Божиот глас, велејки: кого да испратам и кој ќе ја однесе нашата порака? А Исаија одговорил: еве ме мене, испрати ме мене. Пророковата должност била јасна. Тој морал да го подигне својот глас против злото кое насекаде владеело. Но тој стравувал за да се нафати на таа работа без претходно ветување кое би му влеало надеж. Неговата грижа за заблудената Јудеја не била залудна. Неговиот труд не бил потполно бесплоден. Меѓутоа, во негово време веќе не можело да се истреби злото кое се множело од поколение во поколение. Замислите, не во времето на Јеремија, уште веќе во времето на Исаија било предоцна колку голем бил отпадот на Јужното кралство, на јудејскиот народ. Да не зборуваме за северното. Колку бил отпадот развиен, колку бил карциномот, така да речеме, метастазиран, што во времето на Исаија веќе било предоцна, не можело да се поправи состојбата. И затоа мисијата на пророкот била да го најавува злото, да ја најавува казната, па ако може поединечно да се спасуваат израелци кои што ќе ја прифатат пораката, ќе се кајат и ќе се поправаат. Но за народот веќе било, за нацијата веќе било предоцна. Значи, во негово време злото веќе не можело да се истреби, кое се множело од поколение на поколение. Целиот свој живот тој морал да биде храбар и трпелив учител, не само пророк на казната, туку и пророк на надежта. Сите плодови од неговата работа, како и работата на сите верни Божји гласници, ќе се покаже дури кога потполно ќе се оствари Божјиот план. Што значи, дури на крајот, дури на судниот ден, постсудниот ден, дури во Божиото царство, кога ќе бидат собрани сите спасени луѓе од сите народи и од сите векови. Браќи и сестри, дали сакате, дали сакаме еден ден да бидеме учесници во Господовото богослужение? Не тука на земјата. Дали сакате да бидете учесници на Господовата причест, кога самиот Христос ќе ве послужува? Че не Борче, не Јани, не на пастор Трајков, кога самиот Господ ќе ве послужува. Сакаме или не сакаме? Дај Боже! Амин. Но дали сакаме? Што значи дај Боже? Дај Боже да сакаме? Да бидеме? Дали ќе се чувствуваме како Исаија, ако таму се најдеме? Дали самите ќе сакаме да бидеме таму присутни? Како Исаија пред јагленот да ја допре неговата уста? Или ќе се чувствуваме како Исаија откако јагленот ја допрел неговата уста? Нека Господ не благослови да бидеме во овој вториот случај, бидејќи ако не сме такви, таму нема да можеме ниту да бидеме. Ниту самите би сакале таму да бидеме, ако не сме очистени и ако не сме посветени и свети. Нека му е фала и слава вечно. Амин.